Продолжуваме така, еве. Не, што се вели, не пативте во мобет, но секако дека ќе продолжиме и со вас и со нашите гостини. Тука ете убавости поприкажавме и она кое што всушност го зборувавме, Адриан, е новиот проект во кој секако е доста гледан, како што кажа. Ова приказна се подготвуваше доста години, но еве, заживеа на YouTube канал и еве, сподели ни оваа приказна во твоја нова улога, иако имаме и би сакала да најавиме и нешто убаво од твојот матичен театар од Титово што ќе се случува во септември. Да, јас периодов сум презафатен, у меѓувреме додека снимавме ова што е актуелно сега Убер приказни, веќе јас снимав и во Белград, во Србија, имав чест да учествувам во еден проект од еден од најистакнатите режисери од Србија, кој што не знам дали смеам да ги открием имињата, ама како и да е, се работи за една серија која што допрва ќе има премиера, тоест мислам дека првата епизода ќе се емитува во јануари. Но ти на таа публика си пак не си им како нов лик, имаш учествува во серијата Беса. Учествува во серијата Беса, која што и таму... Една од најгледаните серии. Така, и можам да кажам дека е моментално у врвот на најгледаните серии, најоценувана, значи од топ 3 е. Она е секогаш прва, втора, што значи дека е високо рангиран филм, тоа е серија. Инаку режисерот Милош Аврамович, кој што веќе е препознатлив по серијата Јужни ветар во Србија. Така. Значи, моја чест беше што него, се надевам дека и за него беше истото, што се запознавме во овој проект и се разви таа наша соработка се разви, што мислам дека понатаму ние веќе ќе соработуваме и во долгометражен филм, меѓутоа овие се информации кои што допрва можда ќе треба да ме поканите во студио да ги откријам тие новости. Убер приказни е актуелно многу сега. Јас како и што напомена во првиот дел со делот на Преслав, малку ми беше тешко да излезам од тој лик на Наим, пошто публиката претежно ме знаат, ме препознаваат со тиковите, тоест со смеењето, што јас кажав дека тоа природно си е мое, само зависи каде го демфувам, каде идам повеќе fade in, fade out. Генерално е тоа, меѓутоа секако се пазам да не биде исто и слично на тоа, ама тоа си е моето природно. Убер приказни веќе почна со еден голем интензитет на гледаност, тоа е за краток период, за неполни 5 недели ние веќе имаме во каналот на Убер приказни над 12 милиони гледаност, што тоа е сериозна бројка. И веќе луѓето на улица почнале да ме препознаваат како Шеки, пошто овде сум Шеки. Јас сум горд на себе у смисол професионално дека како и да е се потрудив да направам таа трансформација од еден лик на другиот. Успеваш да ги наметнуваш ликовите кои што ги имаш во нови проекти. Така, истото се случува и во филмовите, во Беса е сосема, пример, мојата улога на Енвер Рамадани, се вика, ликот е многу различна од сите овие проекти. Тоест сега конкретно имаме 2 ситкома, каде што многу е тешко да се направи трансформацијата у еден ситком, у еден лик кој што стана многу актуелен. Така. Во друг лик каде што исто има многу голем флукс на гледаност. И пак да е актуелен со друго име. Така, инаку во театарот исто работам, сега моментално сме во годишна пауза, годишен одмор, каде што процесот веќе го почнавме од јуни месец. Работиме со Куштрим Бектеши, еден препознатлив режисер во Македонија. Премиерата е негде назначена 7 или 8 септември. Долг процес, меѓутоа голем проект, Волшебникот на Оз. Го знаеме тоа дело сите, као деца сме го гледале и цртаниот филм. Меѓутоа овде концептот на режисерот беше малку поинаков, што наменета е за публика од
9 годишна возраст до 99. Значи, да, не е цензурирано, значи за која годишна возраст. Секој ќе може да дојде. Така, па така и треба во театар, треба што повеќе луѓе да доаѓаат и сите возрасти, од мали нозе да ги учиме децата на уметност и култура. Според концептот на режисерот, ние веќе осеќаме тоа дека визуелно, освен тоа, глумачкиот дел што ќе биде многу добро истакнат, многу сме спремни како екипа во Тетовскиот театар, визуелно ќе изгледа многу убаво, пошто ќе има инволвирано некои проекции со некоја нова, не со видеа, него со видеа во сценографијата. Така, со проекции. Со проекции, да. И некоја нова технологија што таа технологија мислам дека многу ќе биде прв пат на сцената во Тетово театар. Во Тетово, да. Знам дека на другите не, но зборам за Тетовскиот театар. Дури се некои терминологии што не ги знаев, некои не знам 7 HD или 9 или не сум сигурен, ама многу софистицирана технологија која што многу ќе биде забавно и интересно визуелно за публиката. Кога ќе биде премиерата? 7 или 8 напоменав. 7 или 8 септември. Па добро, таман за 35 годишнината прославата на нашата република, веќе имате можеби предпремиера и премиера. Датумот е малку проблематичен поради тоа што ние се уште за жал сме тука како кираџи во тоа културниот дом. За жал се уште со новиот театар, со објектот се уште има спор што не знаеме кога тоа ќе заврши и ради тоа датумите не можеме да ги прецизираме пошто 8 или 9 институции работат паралелно во истата зграда, во истиот објект. Заради тоа. Ама секако 7 или 8 ќе биде премиерата. Ќе биде премиерата. Добро. Онако што пред да ги погледнеме фотографиите, би сакала Мишел тебе да те прашаме тоа што неодамна се потсетивте на соработката и традицијата со легендарниот Милан Завков. Кој е највредените совет што го имате добиено од постарите македонски маестри? Да, токму така, Милан Завков, наша музичка легенда на инструментот хармоника, човек кој остави многу во нашата македонска музика. На исти ден сме родени и по тој повод секогаш на мојот роденден се потсеќам на тие убави моменти кај што секој 1 јули си честитавме роденден и така он ни остави едно големо богатство и нивното мото е да ја продолжиме да ја негуваме таа музика, да ја пренесуваме. И еве сега јас имам неколку деца со кои учам, им го пренесувам моето знаење. И еве баш синојка на мојот Facebook профил објавив заедно со еден од моите ученици една композиција токму од Милан Завков. Тоа е доказ дека она што е квалитетно и оставено се пренесува од колено на колено. И верувам дека тие сериозни композиции ќе се изучуваат уште многу години, да не речам векови. И ќе се пренесуваат со генерациите, а вие еве тоа успешно го правите. Со коите светски музичари би сакале да снимите заеднички проекти во иднина? Иако дали споменавме на нашата сцена, вистина имате доста соработки. Но еве, што си посакувате во иднина, можеби со сите тие патувања кои што ги имате и надвор од Македонија, да те запознаете некој светски музичар, кој би бил тој? Имам многу. Со оглед на тоа дека во оној албум кој треба да се објави, можеби до наредната пролет, веќе сум во преговори со неколку странски изведувачи, ќе ги откријам понатаму, но кога станува збор за светската сцена, не знаме, преска ја спомнавме Азизе Мустафа, сигурно би можел да направам нешто, еден добар микс. Ако станува збор за хармоникачите, со Ричард Галијанови сакал да направам една композиција, да го вметнам јас оној наш фолклор, со тие
светски мотиви, верувам дека ќе искочи нешто многу Така. Или Знаеш како- Пијацола, или пијацола, некоја или Брасов Да. од Румунија. да. Знаеш, Мишел, како викаат, што знае космосот, колкави се желбите, дали возможно? За космосот се е возможно. Се е возможно. Верувам многу во тоа и не гледам причина зошто па не би се случило. Тоа верувам во квалитетите кои ги имаме. Ние иако сме мала земја и тоа како сме квалитетни. Да. И само го чекаме моментот кога ќе допре тоа. Ама до квалитетот е во, нели, не е во квантитетот квалитетот, него. Ние сме си точно како што си треба. Наше е да работиме и да го чекаме тој момент. Точно е тоа. Мали сме, но во прав момент мислам дека ќе стигнеме таму кај што Таму каде што стигнеме и треба. ќе не дознае и целиот свет. Така си е. Добро, ајде да ги замолам од режија, да ги погледнеме фотографиите, да започнеме со фотографиите на Теа, па секако ќе остане време и за разговор, имаме ние уште многу теми за кои што ќе ги отвориме со нашите гости. Теа, ова е фотографија од некој. Да, ова е од Водопади? од реката Бабуна. Значи кога имаме слободно време заедно со сопругот, знаеме да планинариме, односно да се опуштиме, така да планината ни е медитација за нас двајца. Баш убаво. Порнеме со следната фотографија. Ова е едно заокружување од мојот живот, зборувам професионално. Тука е денот на мојата дипломска, како што значи завршив специјална едукација и точи рехабилитација. Еве ова е тука тоест не е обука, тука е едно предавање од целокупната обука на сугестопедија, каде што претходно спомнав дека нели децата учат, тоест може значи да се сконцентрираат со помош на класичната музика и тука бев значи предавач каде што си ги изнесов своите ставови во однос на практичниот дел на сугестопедија. Одличен проект за сугестопедија. Да, еве тука со Ирена која што ме покани на подкаст, каде што говоревме за посебното родителство, предизвикот на посебното родителство и организацијата и менаџирањето на посебното родителство, себе си како мајка, како родител, и начинот на функционирање, односно предности, значи недостатоци кои што ги имаат посебните родители во секојдневното функционирање. Што имаат, а имаат многу што немаат. Да. Да. Така е. Ова исто така е мојата, значи, апсолвентска. Така, значаен момент во животот. Да, значаен момент. Па ќе кажам, значи професионално се уште се надоградувам, Така. но ова е едно заокружување на Јасно. едно, значи друго ниво. Така. Сега кога ми рековте, испратете ми фотографија, тоест фотографии. Ова сум јас како Така мала. пишува на сликата. Да, види. Мала јас. Да, кога ми рековте испратете значи фотографии, не исто така би сакала значи да ја вметнам и ова, нели почеток, она што сум јас, она што сум била претходно. Да. Сладко. Девојче, тука држите ништа во рацете, тука е цвеќе, да. Исто така тука како едукатор предавање, да. Значи една, па ќе кажам, транзиција од мала во она што сум сега. Да. Тука е едно предавање во средно училиште, во средно медицинско, онаму каде што завршив јас, каде што држав значи за сликата за себе кај адолесцентите, булимија и анорексија. Најчесто тоа е тема која што е карактеристична за тој да кажам адолесцентен период, затоа што тогаш се создава она реалното јас, каде што адолесцентите почнуваат да трагаат кој сум јас, што можам и што умеам. Така да тоа е тој значи период и затоа нели предавањето беше за таа таргет група. Да. И со изгледот како изгледаат и така натаму. Односно себе прифаќањето и реалноста. Како што кажав, значи со сопругот сакаме адреналин. Така да имавме една традиција
Да, имавме една традиција, значи пред имаме деца да се искачуваме на Првови? водно. Да, На водно? на водно, секоја недела. Ама сега откако се реализиравме како родители, колку и да сакаме, сепак обврските, односно приоритетите се сосема други. Така да ова е, значи, Ти си дојде тој период со нивки силите. Да, Реджамбас, да. Исто тука бевме на Златибор. Ова сега се смееме, ние слика имавме разговор, ние тука во студиото околу коњите. И баш се појави слика со коњ. Да. Да, ова е исто така, зашто го одвоив, значи, овој момент, затоа што ни беше едно прекрасно патување, кое што, онака, како да кажам, неочекувано, и непланирано, да. Спонтано, авантуристички, баш онака беше убаво доживување. Да, баш така. Да, одлично, супер. Добро, да ги погледнеме фотографиите од Адриан, да видиме што ќе сподели со нас, нешто ни испрати тој, нешто ние додадовме, па да видиме. Адриан. Ова е 7-годишниот син. Да, ова е мојот син. Имавме една представа, ова е периодот каде што јас веќе имав курс во Тетово. Курс за деца од 7 години до 14 годишна возраст и ова е дел од представата која што ја затворивме годината, тоест сега во јуни месец. Сака ли тој да глуми? Па гледам дека има способности и тоа мислам по-добри од татко му. Па така, генерациите треба да ги наминуваат родителите. Ова е дел од една представа која што имавме премиера пред 2 години, 2024. Многу наградувана представа, тоа е за главна машка улога, се зборува за текстот на Миро Гавран, пациентот на доктор Фројд, овде сум во ликот на Хитлер. Next. Ова е мојата сопруга, заедно во Лазаров Awards, многу убаво поминавме, многу Доби награда? Не, јас доделив. доделив награда. Инаку специјална вечер му посакувам на Стефан ова да му продолжи на многу поголем настан како што и трнал. Next. Да, овде сме четворица. Ако ги гледате, не можете да ги гледате, пошто тука веќе четвртиот беше на пат. Другиот син. Да, ова е дел од Убер приказни со реченицата тато, ќе те кажам на мама. И тоа е интересен тик, каде што ликот на Шеки во епизодава со Вера конкретно се заљубува и ова е ситуација каде што случајно со Вера се наоѓаат во кафичот. Оваа слика ја ставив само да се знае дека и малиот веќе го ангажирам по проекти. Ова е премиерата на филмот во Сарајево филм фестивал, на филмот Kill the Children First, каде што со самиот наслов имаше многу предрасуди кај луѓето што нема врска насловот со филмот, така да добро што оваа слика сте ја нашле, им препорачувам на публиката кога ќе имаат можност да го видат филмот, да видат дека не се работи воопшто за насловот. Да, меѓутоа и Сарајевскиот фестивал како филмски фестивал во регионот е доста високо котира. Така и еден од најпосетените и собе сега се случува во август. Така е. Значи ова си со синот тука, не знам кој е да тебе. Не знам каде ја најдовте сликана. Да. Појма не. Добро. Мишел, гледај колега. Значи, веќе публиката претежно знаат дека јас исто свирам хармоника, само не како Мишел. Малку подобро. Да. Тоа позади камерите веќе јас кажав дека... Ја гледам ново дуо сега тука. Позади камерите веќе кажав дека тоа што го спомнавме, тоест гостинката Теа, дека класична музика се препорачува за децата да се пушта. Јас не му пуштам класична музика, Моцарт, не го пуштам други исто джез глазби као Майлс Дейвис, Ричард Галиано исто што го спомна, пошто мене ми е фаворит исто Јастор Пијацола, Азиза Мустафа Задех, Ерика Стаки и ред други
уметници од светот кои што се во областа на џезот. И тоа и џез и фјужен џез. Супер. Добро. Next. Дали е... Ова е екипата, значи ова се првите состаноци каде што се потевме со разговорите за проектот Убер приказни. Тука сме со режисерот и сценаристот. Да, Сашо Коцевски, продуцентот и режисерот од ситуацијава и Огнен Неделковски, писателот прекрасниот писател, сценарист на делот Убер приказни, кој што сега е актуелен. Така. Добро. Тројца мускетари. Ова е со братот мој Игор Џамбазов, многу блиски другари. Ова е пред една година каде што бевме до Дојран на гостување кај него. Многу убаво си поминавме. Имаме и нова слика, зошто не ја најдовте таа сега, скоро бев исто се видовме со Џамбазов, инаку и снимавме една епизода ќе имаме во Убер приказни. Па да не откриваме сега Ми се. беше чест заедно да, иако ние веќе заедно сме настапувале во многу епизоди, тоест во Преспав конкретно, а сме имале и други настани, модерација и чуда, ама ова беше исто после долгу години да бидеме заедно во делот конкретно Убер приказни. Ова е една од сликите каде што, не знам, ова јас би ја пуштил или? Да, сигурно јас, пошто ова нема кај да ја најдете оваа слика, пошто е строго доверливо. Ова е од серијата Плава крв, која што ви кажав дека се снимаше во Србија со режисерот Милош Аврамович, која што премиера се надеваме ќе има во јануари 2027. Се работи за крими серија со 8 епизоди. Па добро, еве. Да, Ќе ова е чекуваме да ја нов видиме. лик, да. Ова е исто слика од претходната што веќе ви кажав за Од пациентот, Фројд, да, да. пациентот на доктор Фројд. Тука си Хитлер. Да. Добро. Одиме сега и со фотографиите од Да Мишел. видам што сте нашле на Facebook сега. Да видиме што. Добро, Добро. ова е. Ова е многу интересна слика. Скоро на 13 јули свиревме по повод денот на државноста на Република Црна Гора. Бевме поканети на нивниот празник заедно со Јана и Скопје Вија. Ова е И со Рики Мартин. бенд. Да, ова е нашиот бенд и одлично поминавме, бевме во Улцин, Така. па сега повторно ќе одиме во Улцин. Значи таму веќе си Горица, веќе имате влеговме во Црна Гора. така, веќе си имате публика таму која што ве Имаме бара. публика, точно. Браво. Да. И ова е фотографија со Џаро, наша легенда, веројатно на промоција на неговата книга. Да. А инаку Џаро беше дел од мојот видеозапис за композицијата Сиеста, заедно со уште неколку други наши актери и ликови од естрадата. Многу е драга фотографија, ова е една од последните фотографии заедно со Панчо, Андреј и Бока Конга Од за номерата Чаршија, за Чаршија, да. која што исто така еден нели проект различен кога зборавме за композиции и нели испојување на и соработки со колеги жандарови, а особено оставивме затоа што вчера му беше роден ден на Панчо 29 јули. Токму така. Легенди наши. Да. Ова е со Пере, нокаут. Најверојатно е во една од некоја наша музичка емисија. Овде. Одиме следна. Оваа фотографија е направена, мислам дека во Мелбурн, Австралија, заедно со, слободно можам да кажам, најдобриот светски трубач, а тоа е Џамбо Агушев. Да. Ова е со интересна колегите, фотографија, ова е со еден доста популарен пеач од овие наши југословенски простори, на една приватна забава настапивме заедно со Миле Китич. Сме веќе кај турбо фолкот. Да. Па тоа најраде еве сега си со актери. Добро, да, Да, тоа е така, тој микс. тоа е тој Добро, микс. добро, топло ладно, фала. Овде сме заедно со Лидија Вукичевиќ. Инаку она имаше една театарска представа овде.
и доста успешно помина. Да. И Во македонската Тарантино Джез, мојата авторска композиција, беше дел од таа представа и се користеа елементи и така ова е најверојатно Убава една соработка. приватна дружба заедно со Лидија. Па твојата сестраност да ја покажеме твојата сестраност, да. добро. Одлично, се дечиња кои најмногу си ги сакам, јас сум нивни кум, инаку Војдан и Јана се деца на Дамјан Стојановски, наш популарен пејач, и на Ели, поздравче до нив. Да. Си одржувате релација, пошто се кум, верувам, не е само како помодарство, да си кум, како да кум. Кумството е многу повеќе Така, од нели? другарство, тоа е според мене света работа и треба да се чува и да се негува. Втор татко се смета дека е кум, знаеш тоа? Да, и тоа е еден процес на кој треба да се работи секојдневно и да се живее. Да, така, добро, Еве овдека. сме заедно, па добро, супер, значи овде сме на премиерата на Да. Те дуа жими мене. Да, значи сакав да кажам дека си дел и од филмови, знаеш, да видиш какво искуство ти беше филмот на тебе. Па одлично, одлично. Одлично искуство, главната саундтрака за филмот ја направивме заедно со маестро Джамбас. Да. Јас ја направив музиката, он го напиша текстот за песната Ќе те женам, ќе те сменам, и сега веќе Да. и ние си ја изведуваме по настани, по свирки, почнува, ја прифатија многу добро и одлично, едно прекрасно Да. искуство Одличен, и се и надевам филмот дека беше ќе се повтори тоа искуство. Да. Добро, одиме понатаму. Еве со одлично. легендарните К15. Така, со К15, ова е значи фотографија во МНТ. Го снимавме документарецот за К15 и така си поминав одлично. Каде што и се прикажуваш, е? Да, прекрасно искуство ова беше за мене. Јас пораснав со К15, ете е моментот да бидам дел од нивниот документарец. Учествувам и во филмот нивни, но и во студио работевме на музиката. Придонесов со мојата хармоника, а потоа бев и гостин на нивните 3 концерти во Борис Трајковски. Ево вака, ова е батко Киро Шишковски, доктор за поправање хармоники. Така. Особено ми е драго, бидејќи батко Киро ги одржува нашите хармоники веќе пола век, кога веќе ги спомнавме Милан Завков Да. и останатите македонски наши хармоникаши од Македонија. Без него не знам дали ќе можевме ние да функционираме. Он е единствениот човек кој 24/7 е достапен за нас и во секое време. Ало, батко Киро, извини, 3 по полноќе, меѓутоа пукна еден глас на хармониката, мора да го средиме. Сабајле сум на свирка и батко Киро е тука да ни ја поправи хармониката. Секоја чест на енергијата која Еве сме со Дамјан Стојановски и со легендата Наум Петрески. Ова е Тоа дуо труе. едно Дуо трио. загревање пред кафана. Значи овде сме на кафе. Така? Да, и Па да, правевме со план опуштите каде нема. после тоа, бидејќи е дење уште, да. Да. Они ми се и приватно другари, дружиме, иако службено настапуваме, имаме Така, имате доста соработа, настани веќе со така, Наум, да. сме 8 година неразделни колеги на нашите настани. Па, еве и овде. Еве сме повторно со Джамбас. Оваа слика е Каптен специјална ми е оваа слика некако, каптен филмски Ептен направен. филмски е направена за време на снимање на видеозаписот за песната Пепел и мрак, која исто така беше дел од театарска представа Па која мрак ви е режираше сликала, стварно ви е мрак. Весна Петрушевска. Така. Добро. Ова е мојата фамилија, мојот брат Гоце, Така. режисер, Да ги поздравиме и мојата нив. мајка Снежи и мојот татко Дејан, и голем поздрав до нив, ако ме гледаат, ако не, ќе имаат линкче после на YouTube. Така, добро. Се надам дека ти се допадна вака малце поразлично, те прошетавме, ти направив еден колаж. Супер, одлично, значи добро. Да, сум ги сокрил, значи тие стари фотографии, добро е. Да, ја викам сега ќе искочи некаде. Така. Се шалам. Да. Теа, родителите навистина
имаат голем предизвик во денешно време. Не зборувавме за време на паузата, не како порано, но мислам ова модерно време носи за сите нас предизвици, но она кое што е важно за родителите и би сакала да споделиме како да му помогнеме на детето да се справи со силни емоции, со бесот, со лутината, со фрустрациите кои што се јавуваат. Да, значи бесот, лутината, фрустрациите се јавуваат уште во раниот период, нели, во првите 3 до 4 години од животот ги викаме тантруми. Кога детето најчесто плаче, нели имаме несакани реакции, односно знае некогаш нели па да легне на под, нас како родители нели леле срам ние, нели што ќе каже народот, но едноставно треба да го ставиме детето колку и значи да звучи ова сурово, да знае дека и тагата, и бесот, и лутината се исто така емоции и дел од емоционалниот систем на еден човек, исто како среќата. Зошто? Затоа што кога ќе видиме стрекно дете, не го прашуваме и зошто си стрекно. Обично секогаш кога ќе видиме дете кое што е тажно, луто, нели одма пристапуваме. Да. Затоа кај децата уште од мали треба да ги уважиме значи емоциите, точно, и да тоа дете знае дека има право и да биде луто и да биде бесно и да знае како да ги канализира. Најчесто во првите неколку години од животот таа канализација на значи на емоции треба да биде насочена, односно пренасочена кон нешто. За на пример, ако детето знаеме дека кога е бесно удира, нели се тепа, односно е автоагресивно или некоја друга, треба да го научиме, односно да му објасниме сето тоа, на пример, еве да кажам, да го истори, односно да го насочи, на пример, кон перница, кон мече, и ние да го забележуваме тоа. Значи, како детето и што прави. Исто така, играта, односно играње на улоги. Пример, ќе земеме 2 мечиња и сега, на пример, еве ти кога си лут си ваков. Или, на пример, ајде сега мама, еве тука вака ти зборува. Значи, детето кога ќе се смири, тогаш ќе му објаснуваме. Бидејќи детето кога е бесно или значи луто на плот, плаче и сите тие работи, ние и да му зборуваме на него, тогаш ништо не слуша и ништо не впива. Едноставно да го значи да го оставиме таа фаза да му помине. Да и да плаче, на пример, точно, и да плаче 20 минути во ред, само да биде во безбедна средина, односно да не се повреди. Значи, гледајте го, бидете тука присутни, бидете за него, да видите дека тоа дете има поддршка, е во безбедна средина. Како сето тоа, како детето учи во првите 5 години како да се справи, понатака е одлика што детето ќе прави, значи понатака, односно во тој нели предизвикувачки период, односно е адолесценцијата. Зошто? Затоа што детето освен освен домот, кога почнува нели во градинка, во училиште, забележува дека значи постојат и други средини каде што не се само мама и тато, каде што самостојно треба да се снајде што и како треба да прави. И со другарите, со наставнички. Точно, затоа што ние како родители треба да ги воспитуваме децата, значи нели домот е основата, вакво речи го, за едно дете, но меѓутоа исто така детето треба и одбрано нели да си ги бира своите другари. Да. Бидејќи ние сме родители, а другарството е другарство. Да. Најчесто јас им велам на родителите, на бабите, на дедовците, нели, дека родителот не може да биде другар со своето дете. Зашто? Затоа што другарите се бираат според преференциите што ги има детето. Односно, родителот е тој кој што може да биде само близок со своето дете. Другарството е сосема една друга поинаква релација. Да. Исто така, децата, еве сега да речам, значи во пубертет, односно нели па во адолесценција, кога ќе забележиме дека лутината, агресијата е потисната и изразена во делот на повлекување, нели намалена самодоверба, кај девојчињата нечесто се случува и нели проблеми со исхраната, имаат една идеална слика за нив, кога ќе се погледнат нели во огледало, имаат сосема друга нереална слика која што нели сакаат да бидат.
Исто така она што се пласира на социјалните медиуми, филтерот, бидејќи децата се уште не можат рационално да ги изфилтрираат информациите дека сето тоа што се пласира по медиуми не е вистинито, не е точно. Затоа ние како родители Има нешто треба да се селектира, да се научи да се селектираат информациите. Точно, баш така. Затоа што ние како родители можеме само да ги насочиме, исто така и општеството тука нели влегува освен родителството. Меѓутоа мора да го развиваат своето рацио. Точно. Значи така и така да тука како родители во овој период треба да им бидеме поддршка и доколку забележиме дека не може да го споделат она со нас, значи да се обратиме на стручно лице, односно најчесто тука нели психолозите имаат поголема работа, односно нели се на поголем предизвик во овој период. Јако кој што можев да заклучам од сето ова кој што денеска Теја ти тука ни апелираше заедно и на нас и секако на нашите гледачи дека зборување, работа и само работа. Ред, рад и дисциплина. Тука ќе мора да ви се заблагодарам на вашето гостување ова утро. Времето некако брзо ни помина. Верувам дека кажавме доста работи, секако има работи кои што не сме ги кажале, но за тоа ќе има и простор и друг пат да ни дојдете гости. Ќе ви посакам убав ден да се гледаме за убави работи, а она почитувани гледачи кои што во продолжение ќе го споделиме е убава музика од нашиот денешен гостин Мишел Трајковски. Го гледаме номерата Пролетниот џез.